Големиот философ Јохан Готлиб Фихте се истакнал со своите идеалистички поставки и со одбрана на слободата. Јохан Готлиб Фихте, роден 1702 година, живел до 1814. Студирал теологија во Јена и бил воодушевен од идеите на Кант. Покасно бил професор во Јена. Причината за неговото отпуштање од професорскиот ангажман во Јена било заради неговото бранење на слободата во своето дело Говори до германската нација. Во тоа време особено се залагал да се отвори универзитет во Берлин и бил негов прв ректор. Неговото најпознато дело е Основата на општото учење за науките, во кое се истражуваат нужните функции на духот како предпоставка за севкупното искуство и за сите науки. Филозофските погледи на Фихте представуваат субјективен идеализам. Субјективниот идеализам на Фихте представува отфрлање на нештата по себе кај Кант и тврди дека само идеализмот ги истакнува јас, човековата суштина и духот, што возможува човекот да биде независен од надворешното. Вистинската задача на човекот според Фихте е стремежот кон возвишување, бескрајно усовршување. Најважно е слободното дело, исполнување на должноста што ја имаме како луѓе и во однос на другите луѓе, што треба да доведе до создавање на светска морална култура. Фридрих Шелинг бил исклучителен филозоф со голем придонес во развојот на германската и светската философија. Минал низ различни мисловни фази, но сите се со идеалистички карактеристики. Фридрих Вилхелм Шелинг, роден 1755 година, живел до 1854. Студирал во Тибинген теологија, философија, математика и природни науки заедно со Хегел. Бил ученик на Фихте, а потоа професор во Јена. Бил главен филозоф на романтичарското движење. Негови главни дела се Идеи на философијата на природата, Систем на трансценденталниот идеализам, Бруно или за природата и Божиот принцип на нештата. Шелинг во своето философирање поминал низ 5 етапи, и тоа: во првата, во субјективниот идеализам, ја следи философијата на Фихте. 2. Потоа е философијата на природата, кога природата е смета за оживеана и самотворечка. 3. Во објективниот или трансценденталниот идеализам, философијата на природата ја надополнува со апсолутна свест, чиј развој значи откривање на апсолутот. 4. Философијата на идентитетот, што е философија на уметноста под влијание на Бруно и Спиноза, а апсолутот е представен како идентитет на сите различности. 5. Политичка философија во која говори за разликата меѓу Бог и светот. Шелинг прави премин од субјективниот кон објективниот идеализам. Тој главно зборува за идентитетот на природното и духовното. Во неговата философија секогаш е присутен развитокот како производ на две спротивставени сили.